Последниот пат од денешното издание првомајско празнично го посветуваме на музиката и на хуманите луѓе. Песната е лек е насловот на официјалната химна на женскиот аматерски хор Фрида од Македонија под раководство на вокалистката и музички педагог Сузана Турунџиева. Таа е заедно со уште една нејзина колешка тука во студиото, но претходно ќе го чуеме спотот и песната. Baš sve, samo dojdi ti, zapej i opušti se. Pesnata sam jaz, ti što svega Frida si. Zajedno na glas ke pele igrame cel čas. Frida, 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 Makedonija, Frida, 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 hej, od Makedonija. La 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 la. Песната е спас за сите твои неволи. Секому од нас ни буди драги спомени. Песната и јас прекрнати сме скоро секој ден. Фридите и јас ке пеле играме цел час. Frida, 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 hej, od Makedonija. Frida, 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 hej, od Makedonija. Viva la vida, viva la vida, viva la musica. Вака кога изгледа и кога звучи песната на вистина е лек, 120 дами, символична бројка, потсеќа на едно друго нешто. Неодамна прочитавме една максима реченица која што вели да го водеа светот мајки, немаше да има толку многу жртви. Велиме добро утро за Сузана Турунџиева и за Билјана Лотеска. Како сте? Добро утро, одлично. Да. Доаѓате во студиото веднаш по вчерашната промоција на песната е лек, насловот на официјалната химна на женскиот аматерски хор Фрида од Македонија. Зошто од Македонија? Па јас знаев дека ќе биде Фрида од дете, но дека ќе биде од Македонија, сватив дека мора да биде од Македонија, затоа што низ годиниве наназад толку многу ни е разнебитија земјата, толку многу не направија да се чувствуваме лошо во сопствената земја, што сватив дека кое и да е името на хорот мора да биде од Македонија. И има ли ефект? Па со многу голема симпатија, со многу убава енергија, тоа се рефлектира на секаде и јас мислам дека Фрида од Македонија шири една многу позитивна, ведра приказна, една природна енергија женска, која сплотува многу жени кои низ годините заборавиле колку е убав животот со музика. Сузе, вие сте основач и диригент во овој хор, интерпретаторите се околу 120, не секогаш сите, а некогаш и многу повеќе од овие 120. Билјана, како се снаоѓате толку многу дами на таков мал простор?
Па одлично, иако се работи за жени, кога е музиката во прашање, знаеме да бидеме едно големо семејство и знаеме да се усогласиме и одлично да ги испееме сите песни, сите оние убави певливи рефрени кои што си ги вежбаме на пробите. Како го доживеавте ова интерпретација со оглед на тоа што сега станува збор за химна? Химната е символ, химната е заштитен знак, химната е нешто што треба да потсеќа на нешто. Како, дали со некои посебни емоции интерпретиравте? Секако. Уште од самите почетоци, кога се приклучивме кон хорот, ние не верувавме дека ќе дојде и до вака нешто и затоа ова кога ни го најави Сузе и песната и кога ја слушнавме, а и кога го снимавме спотот, кај нас владееше една огромна возбуда, затоа што тоа е наша химна. Сите ние заедно придонесуваме на некој начин таа да изгледа како што е и еве ја погледнавте, а ние само може убаво да ја пееме на сите следни наши настапи, да дадеме се од себе, таа да се прочуе не само во Македонија и надвор од нашите граници. Возбудата беше огромна, затоа што тоа ќе остави еден личен печат на она што е Фрида од Македонија. Сузе, ви се обраќам во прво лице, се надевам не ви пречи, ве чувствувам како свој. Идејата, велите, е сплотување и поврзување на музиката или со музиката во ова стресно време, во ова стресно секојдневие, кое што сите би сакале да го измениме, меѓутоа некако никој да покрене нога, или рака тоа да се измени тргнувајќи од себе. Како се снаоѓате со сите овие интерпретаторки? Имате ли контрола над нив или не е ни потребно да се контролира вакво нешто? Јас во ниеден миг не размислував како ќе биде со толку женски карактери, возрасти различни да се справувам, иако на почетокот на аудицијата, првиот ден, првата проба беа само 9. Јас не размислував докаде ќе одиме ние со број и докаде ќе одиме со поставување на високи цели и предизвици кои успешно ги реализираме. Морам да признам дека изнајдов начин како сите нив да ги сплотам и уште на самиот почеток им кажав дека мене не ме интересира која каква професија има, која каква титула има. Кога влегуваме низ оваа врата, сите сме подеднакво исти. И тие тоа го прифатија. Јас ниедна од нив пред да дојде да влезе во хорот, не ја прашав што работиш, каде работиш. Едноставно, приватноста нивна мене не ме интересира. Мене ме интересира дали тие располагаат со музички талент и дали имаат желба да бидат дел од оваа приказна, која не само што императив ни е музиката, туку ние во втората фаза почнавме и да се бавиме со хуманитарни активности, организиравме многу базари, правиме многу работилници, бидејќи 1/3 од сите овие 120 фриди имаат креативни таленти, изработуваат многу рачни предмети. Една од нив е и нашата Биба, која што е вистинско чудо, гледачите можат и да ја заследат. Биба Креатива е нејзиниот профил, каде што таа прави неверојатни нешта од секакви материјали и сето тоа го продаваме на нашите базари и средствата секогаш ги донираме некаде. Ние имаме реализирано многу успешни акции, донираме храна, донираме средства, оново каде што ќе процениме дека е најнеопходно, донираме облека и многу други нешта и иако тоа никогаш јавно не го објавуваме по нашите профили на Facebook. Но што прави добро не му треба потврда за тоа. Апсолутно така. Да. Имаме подготвено и фотографии, може и спотот подосна да оди како инсерт, чисто да ја поткрене нели атмосферата во студиото. Што е Фрида, Сузе? Фрида е едно големо женско семејство кое благодарение на музиката ја враќа радоста, ја враќа вредноста на едно минато време кога да се музицира групно, без разлика дали станува збор за помала или поголема група, сваќаме дека ја враќаме и желбата за живот. Кај нас желбата за музика е идентична со желбата за живот. Ние воопшто немаме бариери и предрасуди за тоа дали пееме репертоар на македонски јазик или пееме на некој друг јазик. Тие жени, колку и да јазикот им е стран, се потрудија и максимално се вложија себе си да ги совладаат јазичните бариери и да ги пееме песните и на англиски, и на италијански, и на шпански, и на многу други јазици, да ги пееме како да е тоа на нашиот мајчин јазик. Фрида е моето второ семејство, во кое јас пронајдов една голема поддршка
и посакувам уште многу долги години тоа семејство да расте и да шири среќа, да шири радост, да шири емпатија и хуманост кој што ни се и тоа како во огромен дефицит во ова наше секојдневие. За жал ни се во дефицит, а некогаш ги имавме во изобилие, па на оние генерации кои што го почувствувале тоа им е тешко да се адаптираат на ова време, а на оние што се денешни многу е тешко да им го доловиш тој момент, тие некако се вклопуваат во од наша гледна точка можеби сивилото во кое што живеат, меѓутоа нели додека човекот е жив, надежта постои. Билјана, ова е доброволно дружење. Ова е дружење на оние кои што сакаат да бидат тука. Сакаат ли? Јас да кажам, ние сме семејство по избор. Сакаат ли да бидат дамите тука толку многу на број сите заедно? Сакаат конкретно и јас и во моје и во името на сите членки знам дека јас имав огромна потреба за вакво нешто и само што слушнав со задоволство се приклучив. На некој кој што доаѓаме, овде сме и онаа болка што си ја носиме со себе да испееме и да се расположиме на некој начин, а некои доаѓаат и само за дружење и за онаа песна текот на денот да им го направи уште поубав, иако сме и знаеме на пробите да дојдеме. А добро, има такви кои што доаѓаат само за да дадат поддршка, на кои што условно кажано не им е потребно, меѓутоа доаѓаат да дадат поддршка. Секако, тука сме сите една за друга и ја чувствуваме и таа поддршка меѓу себе, секогаш дали се работи и на самите проби додека си пееме или и за работилниците и за базарите, тука сме една за друга. Меѓутоа мислам дека кога ќе дојдеме на пробите, тоа е за нас терапија. И добро, ефектот каков е? Дамите како се чувствуваат? Го кажав со овој збор кој ќе кажам една терапија. Ние имаме потребата таа неделна терапија да си ја примиме сега. Како почнавме да си доаѓаме на пробите, веќе година и пол како доаѓаме, ова ни доаѓа на вистина, како што се вели и насловот на нашата химна, песната е лек, на вистина ни доаѓа како лек. Она што се акумулира во текот на целата недела, ние во среда еве. Јас конкретно одам на тие проби, затоа што имаме со другата екипа имаме и во понеделник проби со музикотерапија, така да едве го чекаме денот среда, затоа што сето тоа дали сме расположени, дали не сме расположени, верувајте дека после пробата излегуваме сосема нови, сосема подруго расположени, затоа што сме... Црпите инспирација за креациите што ги правите? Да, мојата креативност се излеа токму од Фрида од Македонија. Јас работам по професија, сум воспитувач и психолог во детска градинка и ова, благодарение на Сузи, благодарение на сите 120 Фриди од Македонија, јас ги направив тие маички кои не сте и дрес-код на хорот. Меѓутоа, тука излеа целата моја креативност. И за цртање, и за шиење, и за сето она, па дури и за пишување. Дури и за униформите на хорот, Биба ни ги направи рачно, ни ги изработи униформите на хорот, за што сум и бескрено благодарна со Ноки, таа и нејзините ќерки седеа, за да стигнеме до првиот настан. Да стигнеме до првиот настан. Мене ми е многу драго и сум благодарна на животот за сите овие дами прекрасни, бидејќи тие од прв ден го прифатија моето животно мото. Не мораш ништо, а можеш се. И тие буквално сватија дека и покрај тоа што на почетоците се чувствуваа многу несигурно, дури од нив многумина ми велеа: јас не знам да пеам, ама морам да бидам дел од вас, примете ме. Ќе правам нешто што и да е, ама не барајте да пеам. И имаме и такви дами. И затоа е тука прекрасно се, затоа што после некое време тие се охрабруваат и почнуваат дури и да пеат, иако мислеле дека навистина не умеат да пеат. Безвременски хитови, македонски, обработки нивни. Еден бакнеш свири ми свири роза сина, бакни ме нежно, галебе мој тажен, сега и химната. Имате настап на 11 мај во градски парк на школка, култното место, култното место Скопје во Македонија. Така е, многу се радуваме на овој настан, особено затоа што и Денис Јанкуловски, кој беше присутен на нашата промоција, космонаутко, не покани и не следи цело време, не следат и многу други мажи, ако ние сме женска приказна и секогаш ни ја дават. Иако сакаат или не сакаат да признаат. Да. Многу се радуваме на овој инклузивен настан кој што го собира цело Скопје таму на едно место, па дури од Македонија доаѓаат, од цела Македонија доаѓаат гости. Се радуваме што за прв пат јавно и на отворено ќе ја исполниме химната и верувам дека покрај тоа што
Од прв ден таа се пееше меѓу нашите семејства, пријатели, блиски и секаде каде што ја споделивме, јас верувам дека ќе ечи целиот парк, градски парк ќе ечи со Фрида од Македонија. Вам две дами кои што сте гостинки тука ова утро, ви благодариме што дојдовте, што одвоивте драгоцено време на овој празничен ден, меѓутоа убав сончев ден, да бидете дел од декорот на Македонија наутро, од овие весели бои во нашето студио, да останете со таква ведра мисла, бидете какви што сте, ни требате. Не само со овој настап на 11 мај, туку и многу други понатаму, ние ќе бидеме тука да го испрезентираме сето тоа, иако не ви треба потврда, знаеме, меѓутоа убаво е да се чујат и да се видат ведрите лица и убавите звуци. И благодариме уште еднаш. Јас ви благодарам и честитам 1 мај на сите граѓани, на сите работни луѓе низ земјава и низ светот. На нашата Македонија, не? Така. Благодариме уште еднаш.